Почитуван председателя на Комисијата за европски прашања, господине Арбор Адеми, почитуван амбасадоре на Европската Унија во Република Северна Македонија, господине Гир, почитувани представници на дипломатскиот кор, екселенции, почитувани пратеници. Благодарам за поканата да се обратам на денешната седница на Комисијата за европски прашања. Ми представува особено задоволство што мојот прв официјален настап како заменик председател на владата за европски прашања во ова собрание се случува токму пред оваа комисија, со оглед на незината важност и улога во процесот на европските интеграции, како што и амбасадорот Гир нагласи, и усогласувањето на националното законодавство со правото на ЕУ. На самиот почеток, пред да се осврнам на денешната тема, а тоа е последниот извештај на Европската комисија за Северна Македонија, би сакал и да накратко да информирам за моите приоритети како вице-премиер за европски прашања во мандатот и улогата како одговорен министер во владата за управување со процесот на европски интеграции и национален ИПА координатор. Генерално 4 приоритети. Ќе се фокусирам на подобрување на координацијата и насочување на реформите за целосна европеизација во амбиентот во кој живееме, задача која е обемна и комплексна ако се има предвид дека станува збор за координација на преку 400 институции. Собранието во овој процес има клучна улога, не само важна, туку клучна улога, со оглед на фактот дека сите нови законски проекти мора да го поминат филтерот на собраниските тела, а пред се оваа комисија. Во таа насока особено ќе работам на зајакнување на структурите на Секретаријатот за европски прашања, кој е клучниот координативен механизам и има централната улога во подготовката на земјата за предпристапните преговори. Како втор приоритет е грижа за подготовката на тимовите и процесите за преговарање со Европската Унија, уште еден предизвик на кој ќе треба да се работи посветено. Во овој контекст треба да се дефинира допрва и улогата на законодавниот дом, пред се во мониторирањето на напредокот на владата во преговорите, но и на другите засегнати страни, како што е граѓанскиот сектор, стопанските комори, академската заедница, истовремено работејќи секојдневно на транспарентно и навремено информирање на медиумите и дискусија со нив. Како трет приоритет ќе работиме на подобрување на апсорпцијата на ИПА помошта, што е особено важно ако се има предвид дека ЕУ е најголемиот донатор во државата. Потребно е да се осигураме дека помошта е правилно планирана и програмирана и дека е насочена кон вистинските приоритетни реформи кои ни носат промени и се опипливи и видливи за граѓаните. Мора да се обидеме да го искористиме и последното евро кое што ни е на располагање од овие средства со ефекти и ефективност кои сите ја посакуваат. Секако во една транспарентна и законска постапка. Но покрај помошта од Европската Унија, многу ни е важна и финансиската поддршка која добиваме од другите билатерални донатори, вклучително и од земји членки на Европската Унија, но и надвор од Европската Унија. Нашата цел е да обезбедиме добра синергија и комплементарност на целокупната помош за нејзино најдобро, најправилно искористување. И конечно, како четврт приоритет, ќе продолжиме со зајакнато темпо во подготовката на националната верзија на правото на ЕУ или АКИ, особено затоа што квалитетниот превод на ЕУ мерките на македонски јазик и на другите јазици во државата е еден од главните предуслови за квалитетна подготовка на законските прописи. Почитувани присутни, дозволете сега да се осврнам накусо и на денешната тема, односно извештајот на Европската комисија за минатата година. Иако за извештајот веќе се дискутирало на Националниот совет за евроинтеграција во ова собрание, сметам дека е важно и денес да се осврнеме на истиот и верувам во една објективна, конструктивна и фокусирана дебата, за да можеме правилно да ги идентификуваме сите предизвици и да работиме заедно кон остварување на она што несомнено е наша заедничка цел – започнување на пристапните преговори што поскоро и полноправно членство во Европската Унија што поскоро. Нашата оценка како Секретаријат за европски прашања е дека како и вообичаено Европската комисија дава објективен пресек на состојбите и напредокот во реформите и ги идентификува областите каде треба да ги зголемиме напорите и да испорачаме повеќе резултати. Согласно анализата на СЕП која се прави врз основа на стандардизирана методологија, која подразбира мерење на севкупната подготвеност кумулативно за сите години
наназад и напредокот во претходниот извештај до оној во тековната година. Оценката за вкупната подготвеност за 2021 е добро ниво на подготвеност или 3,11. Од друга страна, ако зборуваме за напредокот поради објективни околности, средната оцена за сите години, земајќи ги предвид годините кога сме имале назадување, изнесува 2,83. Ова води кон еден заклучок, а тоа е дека долгогодишниот период на исполнување на спогодбата за стабилизација и асоциација ставаат нашата земја во добра положба во однос на подготвеноста, но исто така дека е потребен дополнителен поттик кој ќе ги забрза реформските напори. Ако ја погледнеме на кратко подготвеноста по кластери, што е многу важно согласно новата методологија на Европската унија за преговори за членство, недвосмислено се гледа дека Република Северна Македонија има најдобра или најголема, највисоко ниво на подготвеност во регионот, со средна оценка 3,02. Во областите, особено во областите од кластерот 1 темели, ова ниво на подготвеност дури е и повисоко во однос на државите кои што веќе преговараат со Европската унија и тоа цела декада. Зборувам за Србија и Црна Гора. Србија е, например, со средна оценка 2,68, а нашата е 3,02, а Црна Гора со средна оценка 2,83. Како што е веќе познато, овој кластер темели се отвара прв, отворен е во текот на целите преговори и се затвара последен, и исто така влијае на динамиката на отварање и затворање на другите кластери и поглавја. Република Северна Македонија има исто така солидно ниво на подготвеност во кластерот 3, конкурентност и инклузивен раст, и во таа смисла е на исто рамниште со Црна Гора. Истата констатација за нивото на подготвеност важи и за кластерот 4, зелена агенда и одржлива поврзливост, каде што сме исто рангирани со Србија, која што веќе го отвори овој кластер и преговара. Кај кластерот 5, ресурси, земјоделие и кохезија, земјата е повторно прво рангирана во регионот, со средна оценка 2,80, додека двете држави кои веќе преговараат имаат оценка 2,6. Нешто помала е подготвеноста во кластерот внатрешен пазар со средна оценка 2,88. Имајќи ги предвид овие констатации, очекувана беше и констатацијата или заклучокот на Европската комисија при објавувањето на извештајот во октомври минатата година, дека земјата продолжува да ги исполнува условите за отварање на пристапните преговори, а властите јавно ја демонстрираат својата цврста посветеност за напредок на земјата кон нејзиниот пат кон ЕУ. Во интерес на времето нема да навлегувам во дискусија за поединечните области, иако сме подготвени за дискусија во натамошниот тек на расправата, но би сакал да нагласам дека сите заедно треба да сме целосно свесни и сме свесни дека и покрај остварените резултати кои се на едно добро и завидно ниво, како што вели извештајот, сепак не чека уште многу работа. Затоа и сметам дека процесот на европската интеграција е прашање околу кое треба да имаме обединет пристап, за да можеме поефикасно да ги спроведеме реформите во заеднички интерес на сите политички партии, но и на целата држава. Лани во јуни 2021 година владата ја усвои ревидираната национална програма за усвојување на правото на ЕУ НПА 21-25, која што долго време претходно не беше усвоена. Како тој документ представува клучен и сеопфатен стратешки плански документ на државата кој ги дефинира приоритетите, стратегиите, динамиката и потребните ресурси за усогласување на нашето законодавство со европското право, како и активностите за прилагодување на националните институции кон европските административни структури. Дозволете да заклучам дека темпото на реформите најмногу зависи од нашата посветеност и искрен пристап, како и широкиот консензус во општеството, но исто така и во ова наше собрание, кој е неопходен за да напредуваме со посакуваното темпо. Секако дека формалниот почеток на пристапните преговори ќе го обезбеди неопходниот поттик за спроведување на подлабински реформи со забрзана динамика, не само во усогласувањето со правото на ЕУ, туку и во суштинска имплементација на донесените закони. Сепак, тоа не значи дека ние додека ги почнеме преговорите ќе седиме и ќе чекаме, напротив, многу скоро очекуваме нов или прилагоден реформски план согласно нови задачи, кои што исто така по неговото изготвување ќе го представиме
во собранието, затоа што поддршката од собранието и во собранието, како и дискусијата во ова собрание и во оваа комисија се клучни за правилно спроведување на оваа политика. Останувам како представник на владата и задолжен за европски прашања на располагање и за следни средби редовно да ве информирам за напредокот во процесот на евроинтеграција и искористувањето на ИПА средствата и се надевам дека заедно наскоро, што поскоро ќе го славиме и ќе го славиме почетокот на преговорите за членство во Европската унија и ќе работиме заедно за тие преговори да траат што пократко до нашето членство. Ви благодарам.